Индискиот духовен лидер и борец за независност од британскиот колониализам Махатма Ганди доби биста во музеот на град Скопје. На крајот на посетата на Скопје, председателката на Индија Драупади Мурму рече дека во време на конфликти, нетолеранција и поделби, вербата на Ганди во диалогот, сочувството и мирниот соживот останува актуелна и денес. Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. Махатма Ганди припаѓаше на Индија, но неговата порака припаѓа на целото човештво. Неговиот живот покажува дека вистината, ненасилството не се знаци на слабост, туку моćни инструменти за обезбедување правда, слобода и достоинство. Македонската председателка Гордана Сињановска-Давкова пак, говорејќи за неговото влијание врз светот и големите светски револуционери, рече дека и во процесот на осамостојување на Македонија можел да се почувствува гандизмот. Веројатно најважното наследство што го остави Ганди е идејата за ненасилно самоопределување како право на луѓето да одлучат за нивната судбина и иднина, но исто така и слобода да си ги организираат животите во согласност со нивната сопствена волја. Може да се каже дека на 8 септември 1991 година, пред 35 години, слично на Гандиевиот принцип за ненасилно самоопределување, македонските граѓани и нивните избрани представници мирно, ненасилно ја доведоа нашата земја во независност надвор од Југословенската федерација, која што во тој момент насилно се распаѓаше. Бистата на Ганди во Скопје има посебна символика, особено што тука е родена света мајка Тереза, која најголемиот дел од својот живот работеше токму во Индија. Со поставувањето на бистата на Махатма Ганди, Скопје добива траен потсетник дека најголемите промени во светот започнуваат со почит кон човекот, со силата на вистината и со вербата дека диалогот секогаш е посилен од поделбите. Индиската председателка Мурму е во 3-дневна посета на Македонија со голема бизнис делегација. Двете председателки поставија амбициозна цел – трговската размена меѓу двете држави да порасне од 133 на 500 милиони долари. Индиските искуства во автомобилската индустрија, фармацевската, традиционалната медицина, информатичките технологии, вештачката интелигенција, дигиталната трансформација, научните истражувања се само дел од секторите преку кои ќе се јакне соработката. Даниел Василев, Сител телевизија.